Почитувани, добар ден. На почетокот сме од емисијата Очи во очи на телевизија 24. Ви посакувам добре дојде. На денешен ден, пред точно 70 години, 1955 година, беше основана спогодбата за пријателство, соработка и взаемна помош. Така барем официјално гласеше оној формален назив на добро познатиот Варшавски пакт, кој беше своевидна реакција, одговор на постоењето на НАТО, кое беше пак формирано 49-та. Варшавскиот пакт веќе одамна не постои, распуштен е на 1 јули 1991 година, НАТО остана. Варшавскиот пакт и не е тема не е денешната тема, не е ниту НАТО, туку перспективите. Варшавскиот пакт постоеше, сега не постои, НАТО се уште постои и ЕУ се уште постои, а и ние одиме кон ЕУ. И токму во насока на нашите заложби кон ЕУ и ЕУ прави поконкретни активности за развивање на таа динамика и во таа смисла председателот на Европскиот совет е на својата балканска турнеја, на Западен Балкан, а токму во врска со европскиот пат на земјите од Западен Балкан. Прва станица на таа негова балканска турнеја на председателот на Советот на Европа, Антонија Кошта, му беше Србија, каде што може да се заклучи дека водејќи ги разговорите за пристапување на Србија кон ЕУ, донел добра волја и конструктивен став. На тоа некако сме навикнати дека не завршува добро, особено кога имаме или разговори во конструктивен дух, како што беа премиерот со сега веќе во заминување министерот Таравари. Меѓутоа, Кошта на Србија и порача и дека верува во европската иднина на земјата, но, како што наведува, топката е сега на нивен терен. Значи, потребно е тие да ги спроведат реформите. Барања, очекувања и верувања. Меѓутоа, по Белград замина за Подгорица, таму пак нешто сосема друго, а тоа е дека проширувањето на Европската Унија е клучна стратешка инвестиција за стабилноста, мирот и просперитетот, вели Кошта, а Црна Гора може да стане нејзина членка веќе во 22-та, може би и порано, но 22-та е добра прогноза. Ова е пак првата официјална посета на Подгорица на Кошта. И така, патувајќи на својата балканска турнеја, утре стига и во Скопје. Турнејата продолжува се до петок, ќе продолжи преку Приштина, Тирана и Сараево, и така ќе ја заврши својата турнеја. А што можеме ние да очекуваме од посетата на председателот на Европскиот совет, каква порака нас ќе ни прати, што ќе процени на чии терен е топката, што треба ние да сработиме и што чувствуваме ние како луѓе кои можеби се заситени, слушајќи со години за перспективите на членството, а не гледаме никакви конкретни придвижувања, кои всушност само како такви, само реалните чекори би можеле евентуално да ја зголемат поддршката, би рекол, јас ете во следниот период. Но, добро, всушност ете, дискутираме во очи посетата на Кошта, токму околу тоа дали може би тој или ЕУ воопшто преку него е посветена во обидите да го реактивира диалогот и да овозможи некаков пореален, конкретен, она токму што велам, што е и крајно време,
на заситениот народ веќе одветување, да види конкретни чекори, дали токму сега можеме и да очекуваме дека и ЕУ оди во насока да овозможи некаков реален напредок, реално поместување во пристапните преговори, особено имајќи предвид дека кога станува збор за Македонија, причините поради кои тие не се спроведуваат не се како резултат на незаслуги, напротив, туку за да биде работата уште полоша, па и на сметка на ЕУ, токму заради политички или од политички причини. Дали ете сега Кошта, со други зборови, ќе ни дадеете шанса или порака на патот на нашата земја кон ЕУ? Ете, прашањето е сега. Да се биде или не биде. 60-91-924-925 се телефонските броеви. Еве, почнуваме. Добар ден за првиот гледач. Повелете. Повелете, добар ден. Се слушаме? Се слушаме, да, вие сте, повелете. Ајде да почнеме емисијата, па пријателиве после да ме критикуваат малку да ги послушат. За тоа простејаво. Ајде, одлично, па да имаме зашто, да имаат зашто да зборуваат. Така, да имаат кого да оговараат. Добро. Види, Исо. Или да фалат. Не, поише ме оговараат. Ајде, кажете. Највише ме оговараат. Исо. Да, слушам. Добро. Советот на Европа што не посетува Кошта е добра работа, да види до каде иде Македонија, како се движиме, во кој правец, ќе разговара со видни личности, со премиерот, предпоставувам, со председателот на Македонија. Кривци за Европска Унија, што вака досниме, се партиите нас. И ВМРО, и СД. Оди како ја гледам како да не сакаат, поготово овие сега што се назад, ДПМН, како да не сакаат да влезат. Вака им е добро. Се обогатуваат, големи доходи имаат, привилегии одлични и фино имаат. Кај нас, например, мене печаток ми остаи Прибе, например. Прибе колку се трудеше, пратен беше од мерка. Правото да го подобри. Се трудеше. После францускиот амбасадор, Тимоние, се трудеше джабе. Тимоние чак и на телевизија јавно кажуваш. Значи, кај нас исо 3 главни причини се, што не иде во Македонија. Корупцијата, партиското вработување и правото. Тие 3 работи, овие партии здружени, исти, нема никој пат да направат ништо. Исо, поздрав, пријатно. Поздрави до вас, до слушање, повелете, добар ден. Кого имаме следен? Почитам водителу. Повелете, да, вие сте, добар ден. Диве. Видете, јас воопште не чувствувам грижа на совест, вака често што се јавувам, затоа што нашава држава е во очигледен хаос. Ворска што темала. Шанса. То ние сме имале на илјаници шанси. Шанси, подадена рака од Европа на разни начини, меѓу другото и финансиски. Тоа го кажуваме. Па ве молам, па ние со ништо не сме созреани за Европска Унија. И сега ова порака, читам понатаму. Ова е последната порака. Јас сум длабоко убеден дека после утрешната посета на Кошта на нашата земја, ова е последна порака. Главната порака ќе дојде некаде од многу далеко. Знаете на кој начин? Она звонче, нели има она рачно звонче, само 2-3 пати ќе стропа и тоа ќе се случи пред изборите локални. Тоа мора да се реши. Почитувам водителу, ние како сакаме во Европска Унија, па послушавте предлог законот да помане. Секој оној што има легално оружје, му се дава шанса да купи 500 куршуми. Почитувам водителу. Па едно семејство кое што има две автоматски пушки по 500.000,
колку човечки животи со тие куршуми може да се. Дали нас некој овде не спрема за граѓанска крвава војна? Водитело не претерувам. И за тоа овде има луѓе кои што не сакаат влез во Европска унија. Толку благодарам. Благодарам и поздравувам, но колку што знам не може да се има дозвола за автоматско оружје, што не значи дека воопшто било што коментирам околу ова поднос на муницијата, само ете дозвола за поседување на оружје. Мислам дека тоа не се однесува на овие калашникови или какви да се полуавтоматски оружја. Повелете, добар ден. Здраво. Здраво се, слушаме, повелете. Види вака, Да. говореше околу оружје. Добро. Па еве синоќе, дали Батинци, дали Студеничани, како војна да се водеше вечерта кај 10:30-11. А добро, тоа дека го има, но уште полошо, нема дозволи. Ама полицијава некако многу вака експедитивна, ревносна. Аха. Ја врши работата. Па уште барат и покачување. Па бате ќе го малку подгреш. Ова позади задничето, па ќе видиш што е работа, како така. За мене важи закон, јас морам тука се да поштуем. Да не смеам да мрднам да писнам, да го осудат онаа момчено. Иако е виновно до даска, значи виновно до даска, али затоа оној тетовецот дека заштитена мечка. И Судскиот совет од Тетово вика, не вине дури, таа се прљала под кола. Таа што била кај тој тетовецот. Значи, или ќе функционише држава, закон, или да земеме сите калашки, било што, некој Томпсон или што ќе земеме, да функционираме према дивиот запад, како што ни налага. Значи, ово што го каже овој Кошта тука, нешто на клоци треба да се избрка од тука, најискрено ти кажам. Абе на клоци, какви разговарање Совет, тој ќе ни дава тука Совет на Европа. Па фон дер Лајен, да не ја кажам со друг израз, не ли имала сега таму со некоја телевизија Нью-Йорк, не знам, Today, како се викала, барала информациите околу Pfizerот, преварата што направила преку милиарда и нешто евра, долари. Мислам дека на ваши вести го видов тоа. Од нив ли ке бараме ние совет и памет, ум? Ајде, поздрав. Да, благодарам, поздрав. Добар ден, повелете. Ало, здраво Исо. Здраво, повелете. Се сеќавате на Могерини и тој другиот? Кога менувавме име, кога киснеа секој ден кога солеа памет. Мените име, ќе влезете во ЕУ. Да му кажам на Диме, тие северџаните, да се освестат. Затоа што, кажува, Европа многу ни помогнала. Зашо ни помогнала? Трошки некој милионче што дале. Што од негова партија, таа Лидија со магарињата 300.000 евра ги зема, нити затвор, нити ги врати парите. Тоа ли е давањето? 30 години не маткаат, не ни даваат ни да почнеме преговори со уцени цело време. Демек, со сменет идентитет, кога ќе станете бугари, тогаш ќе влезете во Европска, ќе почнете преговори за Европска унија. Тоа е во превод што ни го нудат. Секој доаѓање уценуваат, ќе ви даеме некој милионче, ама ќе правите тоа и тоа. Тоа е целата приказна. Главната игранка е дека сакаат да уништат православна Србија и Македонија. Гледате ли, Диме, да го подсетиме шарените револуции во Србија, во Македонија, преку Усаид и Сорос, неговите тие предавници од ДСДС, што се обогатија премиерите Ковачевски, Филипчи и овој Заев. Милиони дадоа, милиарди дадоа за шарена револуција за да се смени името и после игранката е друга, да останеа и ќе ја сменеа и цела историја и бугари во уставот ќе бугаризира све што е македонско. Тоа е целата приказна. Значи не ја сака македонскиот православен, руски, српски народ сака да го уништат. И додека не креираат голема Бугарија и голема Албанија, никој од Западен Балкан нема да влезе во Европска унија. Памтите ги овие зборови.
Благодарам, ве поздравувам. Ете, дотолку повеќе дали утрешната посета на председателот на Европскиот, на Советот на Европа е исто така и шанса ние да им порачаме нив, што имаме да им кажеме. Секако дека на таа балканска турнеја или која иде на секоја турнеја, па така и на оваа политичка, има пораки со кои доаѓаат. Меѓутоа, инаку не би ниту дошле, јасно. Но во таа смисла шанса е и да се направи нешто. Може би ќе имаме добри вести, но како и да е присуството е шанса да кажеме што имаме. Не, поентата не би требала да биде секако да, но она протоколарно да се прошета и сретне. Тоа јасно дека си функционира, но и да го слушне на вистина реално то мислење, она што велам, ставот на луѓето кои со години слушаат за перспективите околу членството, не гледаат ништо конкретно. Да дадеме ние нешто конкретно, да пратиме, значи, токму присуството, кој не слуша, еве го доаѓа, да ви кажеме, еве шанса да кажеме. Но треба да знаеме и да се подготвиме. А не да одиме по оној наш принцип, а тоа е ние се определуваме во чекор, во ход. Да видиме автопатот, тие коридорите, дали ќе се завршат, затоа што и тие се таков новитет, без проект. Во чекор ќе се прави, па ќе се трасира. Ајде да видиме да се направат, па ќе биде нешто. Но како и да, и тоа ќе биде ете прв пример дека нешто и без план и во чекор може да се прави, но политиката, односите не се автопат. Како и да, и тој автопат што се прави, не го прави кој да е, туку искусна фирма која сигурно има некакви проекти. Не е тоа туку така. Во чекор ќе дојдат, па потоа се мислат како сега ќе прескокнеме планината. А ние политиката ја водиме за жал во чекор, во ход. Да видиме што, како, па тогаш ќе видиме. Тоа е оној опасен пристап. Тоа е пристап кој активно не става и не вклучува во високи ризици. А со самото тоа и тоа што го добиваме по тоа е тоа што може да се очекува од тоа. А тоа е резултат, значи немање и ниту стратегија, ниту сега му текнало на кошта, тој не му текнало. Но сега тој доаѓа, ние ќе организираме протоколарно, ќе го прошетаме, ќе го провртиме, тој ќе си ја каже својата агенда, ќе кажеме ли ние? Ќе искористиме ли ние шансата наша? Да кажеме конкретно што ќе направиме тогаш или што нема да направиме. Затоа што да, во ред е сето ова што до сега го дискутираме. И околу тоа дека ќе ни каже што направивте, како што и кажуваат и коси така натаму, затоа што уставните измени треба да бидат готови уште многу одамна. Но и сето ова друго што го дискутираме, а токму тоа е тоа незадоволство, очекување од нив. Така да што ќе кажеме? Протоколарно ќе го прошетаме и заврши посетата. Но тој ќе си го одработи своето и ќе очекува. Ние го направивме своето, ајде. Ќе биде топката е кај вас. Јас бев на таа балканска турнеја, ви кажав, ќе поминат утре, месец-два и ќе каже, ви кажав кога бев. Во мај. И што направивте сега? Затоа имаме ли ние што да кажеме? Кажи си го ти твоето, ќе ви го кажеме ние нашето и ајде по тоа да не се обрзуваме со рокови. Ако се најдеме, ако не, во ред. А не ќе решаваме во чекор, па ќе видиме што ќе кажеме следниот пат кога ќе дојде. Повелете, добар ден. Добар ден, поздрав, да, благодарам, поздрав, повелете. Па и БК и ЕНК сега не прави комплетен проект. Аха. Од дел траса по траса проектира, изведува, Така да и тоа не е лоша работа. Па добро, да видиме те автопатиштава да ги почнаа конечно. Тоа е најважно. Па значи истокова на чекор по чекор одиме. Добро. И пријателче не можам рибаро да го поканам на риба во Преспа, што отиде езерото, го изгубивме езерото, ќе нема кај да фаќа. А иначе ќе го поканев, не е проблем.
Добро, и тоа е најважно дека имаме добра волја. Да. Сега на овој Коста што ќе му кажеме? Ќе му кажеме дека пред 20 години кога почнавме имаше критериуми. И до пред 3 години тие критериуми важеа. 10 препораки добивме за почнување на преговорите до сега. Дека сме исполниле све што барале. Така. Како сега се појави бугарите во уставот наеднаш? Значи, после може да се појави некој друг услов. И овој услов да го исполниме, кој гарантира дека нема биде некој трет услов. Па какви политичари доаѓаат тука, капиталци, тие обетува, само уште ова и готово е. Кошта, кој кошта? Никому ништо. Тоа е обичен службеник. Да се оправда платата од 50.000 евра, тоа е. Ова што ќе му го каже Мицкос, ќе му го каже и во Брисел. Истото ќе му го каже и сега. Тој дека ги има кажа нашите ставови и ќе му ги каже ставовите на 80% од македонскиот народ. Не неговите ставови, не на ВМРО ставовите, него на 80% од македонскиот народ што не сака да влезе понижен, обезличен во Европска Унија. Тоа ќе го каже, а Кошта и го знае тоа. Него ради да ќе заработи платата. Да, благодарам, поздрав, до слушање, добар ден за следниот гледач. Добар ден, господин Исо, поздрав до те и поздрав до вашите гледачи. Благодарам, повелете. Благодарам јас на вашиот поздрав. Види, добро кажа господин, 80% од населението во Македонија, дали македонците или другите, не е точно тоа. Процентот не е точен, меѓутоа многу се, ќе се надоврзам на тоа, многу од македонците не сакаат Европска Унија, поради причини што, причините сега немам да ги лоцирам, бидејќи времето е кратко. Кои се причините зошто не сакаат? Нели рекоа дека НАТО не сакаат, НАТО се фашисти, НАТО се, бидејќи народот ако сака, ако се слуша народот, треба тие работи да се испаднат од НАТО и во Европска Унија. Да ви кажам, господин Исо, вие ме слушате, гледам дека... Слушам, да. Размислувам. Да ви кажам дека се испушти возот, помина, се пропушти возот 2007 година до 2007. Ако до 2007, господин Исо, се завршеа тие работи што ги бараше Европска Унија за договорот со Бугарија, со Грција, за името, не сакаат ништо да се стави нешто горнали, долнали, Скопје, бидејќи тоа се пропушти, ме слушате? Да, слушам, и тоа се пропушти. Да, кога тоа се пропушти, шансата Бугарија и Романија, кога влегуваа 2007 година, тоа беше шанса без никаква барања. Значи, немаше никакви барања да има, освен тоа да се направеше со Бугарија, со Грција. Сега со Грција се направи, со Бугарија се сака и мислам дека моето видување, политичко видување, макар да не сум политиколог, дека Западен Балкан многу тешко ќе влезе во Европска Унија. За нас, возрастните, никако, меѓутоа, мислам дека и подалеку ќе бараат те повеќе, за да мислам дека не сакаат. Поздрав! Благодарам, поздрав до вас. Слушам мошне внимателно, токму затоа прибелешки правам за еве да некако ги поврзуваме работите кои се битни, кои ги кажувате. Во случајот ете ова со процентот, вие се надоврзавте на претходниот гледач и така натаму сето тоа прави таа сторија, тезата се развива, колкаве процентот и така натаму, кои се согласуваат, прифаќаат под вакви услови, не знам, што е име, устав, не е битно. И во суштина па велите дали е процентот толкав, дали македонците или не, или само македонците, па и не е битно, јас би кажал, ако навистина постои желба, обединетост, подготвеност, чувство кон државата како своја, како автентична и така натаму. Јас не гледам дали некој кој не е македонец би требал да ги занемарува, да речем, работите кои се проблем за македонците. Затоа што тоа би било безчувствително. Јас и тие политики, тези, не знам, албанските партии, па ние во ЕУ како сега кочење, па чекај, тоа безскрупулозно.
однесување. Како? Ако некој има проблем, што ќе го оставиш среде пат? Па зборуваме за заедничка држава, за заедничка куќа, особено кога во овој случај станува збор за лични идентитетски прашања, поради кои никој друг исто така не би отстапил. А кој да речеме отстапува, па што мене гајле за него, јас не ми е грижа за него, јас сакам да одам. Па да, затоа што не се однесува на тебе. А кога би се однесувало, одеднаш би ти станало грижа. Ако не би ти станало грижа и тогаш во ред, таков си. Но ако би ти станало грижа тогаш, да не се чепне точка и запирка, а тогаш, значи, едни сме вака, други сме онака. Тогаш веќе не е таков сум. И за ова и за она. Туку сум бескрупулозен. Само за своето гледам. Затоа ако некој во заедничка куќа или на некој пат заеднички има проблем да го фати темпото од какви да е причини, темпото се прилагодува според најбавниот. Не вели тој другиот, па мене ми е добро, јас немам проблем, ниту сум жеден, ниту сум гладен, можам да одам побрзо. Тој ако не може, нека заостане, што ми е гајле. Истото и не му може да му се случи, па ќе заостане тогаш. Или ако не, тогаш во ред да кажеме, тоа е таков и за себе, но таков и за другите. Но за себе нема да биде таков. Затоа ако зборуваме, особено велам за такви идентитетски и чувствителни прашања, за мене не би требало да има дилема помеѓу тоа дали македонците или не македонците. Апсолутно без разлика. Тоа е едно прашање кое се однесува, кое е во рамки на куќниот ред. На куќниот ред на куќата, на зградата, во која сите живеат. И се однесува на сите. Не само на тој во подкровјето кому му прокиснува покривот, а другиот вели не ме интересира. Затоа велам се едно, ако некој не македонец не смета дека се ова пречки, во ред ако не смета, исто како што и македонец може да не смета, и какви што ги има. Исто така голем процент. Но ако е пристапот, па мене не ме интересира, тоа е негов проблем, тоа е веќе една друга карактерна особина, која всушност исто како и со пристапот без стратегија да се решаваат работите во чекор, не става само во полоши ситуации, не вклучува во активни високи ризици утре. Лош почеток е тоа и нема да оди ниту подоцна како што треба тогаш. Тоа е добар пат на себичноста и така натаму, само што прилика во која се препознава. А во друга ситуација само уште попрво ќе излезе во преден план. Повелете, добар ден. Ден. Да, вие сте, ве слушам. Добар ден. Добар ден, ве слушам, повелете. Сега вака Исо. Да, повелете. Европска заедница, нека му каже на Бугарија тие 16 пресуди да го признаат македонското малцинство во Бугарија и после онај коридор што е 8 Бугарија железничката станица Бугарија Албанија економски не е оправдано. Тие џабе пари ќе се фрлат таму, тие пари да се дадат за коридорот железничка станица Матерска Србија, Грција. Значи, таа линија железничка не работи во загуба, а не ова да биде. Значи, економски не е оправдан тие коридор железни станици што ќе прават Бугарија, Албанија. Економски не е оправдано. Значи, нема кој пари завод да финансира. Таа Европска заедница нека и дае тие пари за коридорот 10. Значи, Мазарска, Србија и Грција и Македонија и готово. И решен е проблем. Коста знае точно што е проблемот. Тие 16 пресуди што се од Европскиот суд за човекови права во Бугарија, па и во Грција. И никој пат и нема да влезе. Па Србија никој пат Косово нема да го признае. Дали му е јасно ним. Значи Србија додека не влезе во Европска заедница, нема и ни да влезе. Таа Европска заедница нека пратне војска во Украина, не ни се толку силни они.
Значи, таа Украина, половина се руси у таа Украина. И тие зеленски проблеми направи војско и се паа таму. Па половина руси се таму у Украина и она Летонија и Естонија, што знам. Добро, благодарам. Да се задржиме ние на нашите си состојби, проблеми, како и колку функционираме и како можеме да се поставиме, впрочем и во врска со утрешната посета, да ги изнесеме артикулирано нашите барања, кој се согласува кој е противено од конкретни аргументирани причини. Не затоа што некого не го засега или го напротив, ако некој има проблем, не можеме да одиме заедно затоа што мојот комшија, сонародник, пријател и така натаму дел од оваа држава има проблем. Јас немам, но тој има. Како да одиме понатаму? Не, јас сакам да си одам. Така да затоа велам, кој се согласува, кој не се согласува дека е проблем, нека го аргументира поинаку. Не е тоа проблем, но не е едноставно гледајќи го своето. Тогаш ние станува абсурдно да одиме на пат кон интегрирање кон ЕУ со дезинтегрирање. Така што никого не го интересира ништо. Мене не ме интересира, јас да си одам во ЕУ. Па ти сакаш да правиш унија така што ќе раздружиш, значи така што не те интересира дел од самото твое општество кој има проблем. Тоа е пристапот. Затоа ние тука треба да ги разграничиме работите. А ако немаме проблем, тоа е друго, тогаш нема проблем, не кревајте джева без потреба, нема причина, дајте на Кошта да му порачаме утре, мислам хипотетски политички зборувам, дајте вие како ЕУ имате крајно време веќе да направите конкретни чекори вие. Ние чекориме, но чекориме во место на таа покретна трака. Сменивме, направивме што направивме, ајде сега, дајте и вие, дајте да видиме дека од тие чекори се поместуваме некаде. Повелете, добар ден. Добар ден. Убав ден, повелете, добар ден. Благодарам и вас. Молам, повелете. Па, ние чекориме, всушност не чекориме ние, и за назва се движиме. Ние се радуваме на србите што влекле во Украина, Украина. Ама на србите не, него на русите. Секојаш ги мешам затоа што беа едно време исти народ. Заедница, мислам. Ама не се само русите во Украина. Имаме и корејци и кинези. И нека не е велица толку јака Русија. И нека не се повикуваат на тоа, и нека не отвараат нови сојузи. Како може секој ден да повикуваме ние со Србија, ние со Србија? Ние со Србија сме си соседи, ќе си ги гаиме нашите добри односи, ќе се почитуваме како соседи, ќе работиме на економски план, на политички, на секако. Меѓутоа не мора да бидеме една држава. Зошто да бидеме или сојуз? Ќе си бидеме две држави, секој со свој правила. И не само со Србија, и со Бугарија, и со Грција, и со Албанија, со сите. А дали Србија ќе го признае Косово, нас не треба да не засега. Тоа не е наш проблем. Да не мешаме баби и жаби, како и вие што рековте. А господинот Кошта не е паднат од Марс, а да не знае, службениче некоја, доаѓа на туристички шетања овде на Балканот, да го види Охридското езеро, како што доаѓаше оној на Маđарска, со Груевски што се гушкаа покрај брегот. Како може да размислуваме толку едноставно? Европска унија не ни треба, па што ни треба? Нели Дубај, еве претходник имаме таму. За неделецот го пративме да не отвори пат, и сега што? Безвизен режим ти отворивме, а има кај да одиме, зашто ни е кошта? Како да разбираме дека треба да се работи, да се реши тоа што сме го превзеле? Сите знаат што сме превзеле. Ако не нека кажат, ние ќе одиме кон исток. И точка. Нека не знаела Европа што се случува на Балканот. Што се ли првачиња? Една прателичка на ВМРО вика, ние им кажавме. Благодарам, поздрав до вас. Добар ден, повелете. Добар ден, господин Изо. Поздрав до вас, ве слушам, да, повелете. Ве поздравувам, господин Изо. Благодарам. Господин Исо, во врска со посетата на Кошта, тоа не е единствена посета кон Македонија. Македонија треба да ги стори сите нешта за да влезе во Европската Унија, но тоа не му одговара на нашите интелектуални елити, не му одговара на олигарсите, заради тоа што на нив
за нив овде е рај. Тоа се однесува до евентуалната бугаризација. Македонецот не може да стане бугарец, тоа треба да му јасно и се дојде денес. Но сакам една друга работа да кажам на народот за тие 80%. Многу равнодушно раководството на Мицкоски го прифати името Северна Македонија. Името Северна Македонија не значи само географска одредница, туку идентитетска. И ќе ви кажам зошто. Заради тоа што не постои Јужна Македонија, што би било на некој начин и прифатливо и нормално. Туку постои Македонија. Македонија е во Грција. Заврши приказката со името Македонија и Македонија. Никој на тоа не посветува никакво внимание. Значи, наспроти северјаните, ние денеска имаме Вучичевци, кои под Северна Македонија подразбира самосрбизација на Македонија. А Мицкоски македонскиот идентитет го брани против историјата со србоманство. Да не се лажат, народот го ставаат во заблуда, господин Мицкоски. Благодарам и пријатно. Ви благодарам, поздрав до вас, до слушање. Добар ден за следниот гледач. Добар ден и убав ден. Убав ден и вам, повелете. Па како и секогаш, сега ќе дојдат овдека да ме убедуваат, да ме уценуваат претежно. Значи, кај нас све што доаѓа од надзор од Европа, све доаѓа со уцена. Мислам, тоа е најнормално и сите го знаеме. Сега како нашата власт ќе се постави, како на сето тоа ќе одговори, тоа ќе видиме, меѓутоа тука е во прашање народот. Значи, како сме ние, едноставно народот никој не го прашува. Значи, ква ќе речам, пак тие наредби. Значи, ние све со уцени и наредби нашава држава функционира за жал. Тоа не е во ред, меѓутоа, која влада како може да се соочи со таа Европа, како да е Европа да ја речеме, веќе не можеме другше да ја речеме, како може значи да се спротистави со Европа, тоа е веќе друго прашање. Меѓутоа ние ако сакаме да бидеме држава и треба малку да бидеме достојни, едноставно да има и нашите услови некако да бидат во предвид донесени ако треба да се донесе одлука за влагање во Европа, затоа што многу од народот, како што рекоа и повеќе, значи многу од народот не сака да влезе само на било кој начин во Европа. Значи, едноставно, како да кажам, ние сме овдека, не сме више, ајде да кажам, немаме идентитет, немаме ништо и ще така да влеземе во Европа. Како ќе влеземе во Европа ние? Со кое име, со кој идентитет? Значи, тоа некој сака да го има, некој неедноставно му е све исто, само доди во Европа, мисли ако влеземе во Европа и готово, среќе ни биде без пари сите капом и шаком ќе живееме. Тек тогаш ќе немаме и некој овако да можеме да си дозволиме нешто што сега можеме да си дозволиме. Ви благодарам, поздрав до вас. Кога имаме следен, повелете, добар ден. Добар ден. Поздрав, да ве слушам. Поздрав. Благодарам. Да, секаде има. Кога и што и да се случи у Македонија, мора да дојдат од страна. Со Охридскиот договор не запустија Солана и кој беше другите тамо. Запустијане со Охридскиот договор не понижија толку многу, ние си ја бранеме државата, а ги оправда терористите што ја напаѓаа државата, окупаторите, ги нив ги бранеше, нас се напаѓаше. Натеране со сила да правиме Охридски договор. Сега Престанскиот договор, исто понижување. Дојдеа Нимиц, Могерини, Хан. Сите работи се бракалашија дека сега кога ќе влезете во НАТО, ќе влезете во Европа. Каде е Европа? Какво понижување? Со Бугарскиот договор, речи го Францускиот, исто понижување. Македонија секогаш трпе и секогаш некој има од страна, што дојде како многу памети, како не сме ние ретардирани, па да извини бака на изразо, како они да се најпаметни, па дојдат тука да ни укажуваат на нас што треба да направиме, какво треба да го отвориме уставо. Ние никаде не се бркаме у нијда држава. Дали треба да се отвара уставо, дали треба да се стават малцинства, дали не треба. Ако некој има ставено малцинство, тоа е Македонија. А Грција се плашеше да смениме Македонија, затоа што знае чие е тоа место
таа Македонија што е кај ни држе. Чие е таа Македонија, затоа се плашеше да не дојде, да не ја земеме. Бидело завршило се. Само сите тука паметни дават, кој како дојде кошта, сега он ќе ни дава што треба. Доволно сме свесни што треба да направиме. Доволно сме свесни. Само трпеме многу тортури од страна, трпеме Македонија стана желботека на сите да испуни желбите, не на малцинства, не на сите. Се дава и се не дадено. Никој не признава. А ние што правиме ние? Ние тупкаме уместо, има такви кај нас многу итри личности, па скучуваат договори и предавања. Фала многу и Благодарам, поздрав до вас. Добар ден, повелете. Добар ден, почитувани со. Почит до вас, добар ден. Поздрав до телевизија 24. Благодарам, повелете. Па, еве, од последните избори мај 2024 година, ќе ги земам како некој репер, имаше европски сили, европски фронтови на политичката сцена, односно дуи има и официјален назив Европски фронт, нивната коалиција, и нормално партијата на златните визии, СДС, исто така се залагаат за европски вредности. Сега Европскиот фронт во моментов сјачува и е посилен. Зошто? Затоа што Дуи е зајакнат со уштедна сила, односно со партијата на Таравари, а СДС е зајакнат со левица. Нели во парламентот гледаме дека цело време СДС и левица се заедно си гласаат своји предлози, се договараат, се подпишуваат на своји иницијативи. Значи сите заедно, Дуи, Таравари, СДС, левица, сите се заедно европски сили и нормално се против антиевропското ВМРО. Нели, ВМРО кога е, нели, секогаш режим, диктатура, ова, она, така. Ајде сега има октомври локални избори, еве да речеме ВМРО пропаѓа, еве да речеме антиевропското ВМРО пропаѓа и овие европските ќе победат во октомври. И ако дојде некој како кошта или не кошта, да речеме, ќе речи, еве ќе ви дајме пари да смените уште еднаш име, еве да речеме, да се викате Република Тенџере. И овие од Европскиот фонд ќе речат, шубав предлог, ќе ни дадат пари, ајде ќе напредуваме напред. Важно ВМРО да падне и после нека си се викаме ние Република Тенџере, ќе си имаме нов идентитет, ќе си имаме пари, ќе бидеме богато Тенџере од кај. Да, благодарам, но добро. Тоа такви работи, кога нешто ќе се направи, потоа дали може повторно, тоа се подразбира. Мислам, проблемот е нешто се направи за прв пат. Па тоа е она, не знам, авангарда или е револуција пресмрт направен и така натаму. Кога еднаш ќе се направи, потоа лесно оди. Кога еднаш ќе смениле име, не е битно тоа веќе. Кој да и друг да дојде некој. Мислам, друг да го смени, друга политичка опција. Веќе скршен е мразот. Затоа и многу чувствително, повторно е таа зона на тој висок ризик, така да кажам, се било какви интервенции, чепкања во устави и така натаму. Затоа што каде е границата? Еднаш кога ќе се отвори, дај уште еднаш, дај и мене, дај и јас ова да сменам, дај и мене точката оваа. Па веќе го правевме тоа, дај повторно уште еднаш, сега со подобро ќе го смениме. Така да проблемот е еднаш да се направи, сега за втор пат тоа дилема веќе нема, работата е да не дојде до тоа. Инаку кога еднаш е скршено веќе, отворена е вратата таа веќе тука. Само е прашање што како да се смени веќе тука. Небото е граница само. Што може друго да дојде на дневен ред како назив. Но моментот на одлуката ќе се смени или не. Тоа е разликата помеѓу она ќе се пуштите низ тобоганот или не. Што е најстрашното? Па исчекувањето. Кога сте се пуштиле веќе оди тоа, завршена е работата. Но кога седите, чекате тоа не, сепак нема, се откажувам. Не одам низ тоа. Веќе еднаш пуштено, готово. Повелете, добар ден. Добар ден. Добар ден, Кошничо. Да, поздрав, се слушаме. Па, вака се, не само 80% што луѓето не сме за промена на името, но 80% го давме гласов на ова власт, за да го променат, да го вратат уставното име, за да ги укинат
оние криминални закони кои сами си ги донесаа во интерес нив. За да биде Македонија вистина Македонија. Не досега еве година дена помина, значи никаква иницијатива, никаква процедура нема покрената од претседателката за која јавно гласа преку сите јавни средства апелира повико. Мислејќи, познавајќи ги меѓународните права, дека Македонија е оштетена страшно од Европската унија, меѓународната заедница, потешно од НАТО и од ЕУ, заради промена името. Сега, не само тоа, јас мислам дека и ќе попустите од гарнитура, затоа што не покажува, ова власт не покажува никаква искрена надеж дека сака нешто тоа што го обете да го стора. Едино само што паќаат некои криминалци, само што казнуваат прекршоци паркирани погрешно камиони, автомобили, друго такво подобро нешто Македонија не видела. Значи, нас не беше целта името да се врати. Инцидентот да се врати. Со кој инцидент, како се идентификуваат, кој чуи председателката или премиерот, Македонец нема таму. Не му пиша во личната карта во пасошот Македонец. Граѓани на Македонија, може да бе граѓани и марсове да се прикажат. Значи, и ова влада оди на тоа, само постепено, и ова влада ќе влезе, ќе го промени уставот, тоа 100% тогаш може Македонија промени дојат кој ќе видиме ова влада, точно. Благодарам, поздрав. Добар ден за следниот гледач. Повелете. Поштовање господин Митов. Исто така се слушаме, повелете. Поздрав до сите гледачи и слушатели. Го поздравам последниот. Што каже и му даде одговор на битолчанецот на Томислав. Убаво кажа за СДС, а што не каже за ВМРО, еве сега е со Кошта. Убаво со нашиот авион ќе одат до Албанија, ќе има таму руче, ќе кажат, ти рекоме рече, да му каже отворено, слушај бе пријателе, ти не примаш во Европа. Ние ќе си го вратиме името, ние ќе го понисиме бугарскиот договор, ние ќе го понисиме преспанскиот договор. Хајде нека, ако има храброст, убаво каже господинот, зашто гласаме? Кај е госпожата Селјановска? Хајде нека го сменат името, или немат храброст. Крали Марко беше пред колку години. Нека се покаже некој јунет, нека го смени името. Иницијатива да даде, референдум нека даде. Не е само затоа и кам сите се криви. И ВМРО, и СДС, и сите ова делече Македонија. Еве му шанса, ја шансата гледам, на Кошта да му каже, убаво, на гостиво, дај му пастрнка, мастрнка, што треба, таратур, маратур, кажи му, не примате, не маткате толку години, името ќе си го вратиме. Бугарскиот, францускиот превод ќе го понисиме. Ама ќе рипа е брава, нека рипа. Ние како сме единствени македонците, никој ништо не ни може. Како преднезна емисија, еден ми се смееше, тоа е меѓународно држава. Абе, меѓународно ќе му кажи, ти го сакаме ни името назад и готово. Лесно да се критикува господинот, секоја чест, немам намера за да ги да зборам. Учене може Томислав, само СДС и ВМРО се исти. 2001 година, кој ги стави на власт тие терористи, што тепаат деца, што кажа госпожата пред него. Сите се исти, сите во исти кош. Затоа на Кошта да му кажат, ќе вратиме името, преспанце ќе понисиме, бугарски ќе понисиме. Биде ви поздрави исто, све најдобро. Благодарам, поздрави до вас. Ете, завршуваме тука, а посетата на председателот на Европскиот совет Антонио Кошта до прва почнува утре. Па ќе видиме, тоа без друго се подразбира што кажавте, таратури и такви работи, дека ќе има прилика да се запознае Кошта, но по однос на нашите ставови, на нашите очекувања, на нашата поставеност, но и се тоа на што тој ќе ни го понуди како евентуална можност за реактивирање или придвижување на Европа во насока на како би да е конкретен напредок. Останува и да слушнеме од него. Вие имајте пријатно попладне, централниот дневник е во 17 часот. Ви благодарам за вниманието и учеството. Довидување.